работелниците што биле одржувани во Есален институтот, каде што работел Фриц Перус, кој бил основач на гешталтерапијата. Не знам колку од вас овде знаете за гешталтерапијата, колку сте запознати. Ако не сте, ова е добра прилика да видите како Перус работел, какви ставови има во однос на психотерапијата, во однос на тоа што значи да се биде психотерапевт, но што значи и да се живее гешталт, да се живее во секојдневието, сега и овде, да се живее свесно и колку е тоа различно од тоа како функционираат многу луѓе денеска. Па, ако земеме во просек, барем моите клиенти, ја верувам дека тоа важи и за многу други, најчесто не се тука и сега, најчесто размислуваат за многу ситуации кои поминале, за нешто што може би можело подобро да биде, за нешто што го преиспитуваат и размислуваат како може би било подобро да кажат на некого или да не кажат, или да направат нешто поинаку. И наново се враќаат на некои настани што веќе поминале, а за кои не можат ништо да направат, но тоа е нивната динамика, како функционираат во секојдневието. Го пропуштаат сегашниот момент, не се тука сега и не го чувствуваат она каде се, туку размислуваат за нешто што поминало. Или пак се насочени кон се она што може да биде утре, може да биде последна недела, за нешто што планираат натаму, за некоја подобра верзија од себе, може би како тоа да го направат, за некој може би иден понеделник кога ќе одлучат конечно да почнат да вежбаат, да не знам, читат повеќе книги, може би да направат нешто што долго време го одолговлекуваат и не се свесни дека и понатаму го трошат тоа време и таа енергија што ја имаат за нешто што може веќе се случи. А тоа ја намалува функционалноста на ова денес, тука и сега, каде што сме. Може би и вие сега, додека овде ме слушате како зборувам, размислувате за нешто што сум кажала пред некој ден, или сте прочитале нешто за мене на Facebook, или може би размислувате кој се го направил ова и дали требало да дојдете и доколку ќе трае ова и се тоа работи кои не се поврзани со она што се случува сега. Туку размислувате за нешто што поминало или пак каде ќе продолжите од овде, каде планирате да одите, што ќе правите после. Значи не сте во контакт со она што се случува овде, така би кажал Перус. А што значи да се биде во контакт со она што се случува? Баш ми пали микрофон. Јас така сум навикната и кога предавам, сакам да зборувам пред публиката и пред студентите, сакам да стојам, раскажувам. Јас имам впечаток дека мојот живот многу се промени од како јас почнав да ја проучувам гешталтерапијата. Тоа беше пред многу години. Мојата едукација за гешталтерапија ја заврши во 2011 година и од тогаш наваму работам редовно индивидуални сеанси, а од пред 4 години, откако го отворив увид, работам и едукативни групи каде што се води едукација за идни психотерапевти. Па можем да кажам дека дури тогаш почнав да размислувам за тоа како јас функционирам во секојдневието и колку јас сум во контакт со луѓето со кои се среќавам, со оно што се случува и колку е важно и колку е различно кога, па макар и кога го пијам кафето, без разлика дали е тоа на Савајле или во било кое време, ако јас го пијам кафето додека може би скролам на телефонот, може би гледам телевизија, може би
читам книга и повремено пијам. Може би разговарам со некого и го пијам кафето. Јас не сум во контакт со тоа кафе. Дури ќе заборавам, може до вечер, дека воопшто сум го пиел. Но какво ќе биде искуството ако пробате и вие векова ќе бидете дома? Какво би било искуството кога ќе ја земете шолјата и прво ќе го помирисате кафето, да го осетите мирисот. Или останете со тој мирис и да ве понесе, да го почувствувате буквално. И какво би било чувството кога ја допирате шолјата, дали е топла, каква е? Какво е чувството на раката? И какво е чувството кога ќе го допрете кафето до устата? Дали е топло, дали млако, ладно веќе може би, дали горчи, кога веќе ќе го оставите во устата кафето, кога ќе се напиете една глутка, каква е во устата. Дури тогаш ќе видите како вкус има кафето и колку многу поразлично од доживувањето, па дури и кога пиеме кафе, а секако за било што друго што правиме, ако ги исклучиме мислите за тоа што ќе биде после, за тоа што било вчера, за тоа кој седи спроти мене, за тоа што треба да зборам или не треба да зборам, него само сме тука со шолјата кафе, во контакт со кафето. Дури тогаш ќе почувствувате која е разликата кога имате контакт. Дури кога разговарате со некого, ако сте во контакт со тој што разговарате, веројатно многу поинаку ќе тече разговорот, отколку ако гледате во телефонот, мислите на нешто друго, па мислите што уствари сака да ви каже, па поврзувате со нешто порано што кажал и можеби заради тоа сега дошол и размислувате и понатаму што уствари он сака, што планира и дали му требате за нешто и тука нема многу разговор. Тука еден слуша, друг зборува, колку слуша прашање. Истото важи и во разговорот. Кога зборувате со некого, колку сте тука и сега, а колку сте во мислите, нели, што се случувало порано, што сте правеле, што се очекува од вас, што да кажете, што да ме кажете. Истото. Колку би било поинаку ако разговорот е тука и сега и кога би можеле, би си дозволиле да зборувате за своите чувства, додека го зборувате тоа или додека го слушате тоа што би го кажува некој. Токму за тоа зборува и Перос во неговата книга, затоа што само тоа е начинот да се исполни гештот молитвата која има точно на првата страна, каде што вели: Јас ке си го правам моето и ти прави си го своето. Јас не сум дојден на овој свет за да ги задоволам твоите очекувања и ти не си дојден на овој свет за да ги задоволиш моите. И ако сосема случајно си се најдеме еден со друг, прекрасно. Ако не, тоа е тоа. Не можеме да очекуваме дека некој ќе биде тука за да се менува заради нас. Најдобро е кога се менуваме заради себе, затоа што можеме повеќе, затоа што знаеме повеќе. И кога одиме кон тоа да ги видиме своите вредности, тогаш немаме потреба да ги менуваме другите. Еве тоа е некој краток вовед вака за она што значи гешталтерапијата и како е опишана во оваа книга. Верувам дека ќе ви се допадне преводот, навистина се потрудивме да го направиме како што е соодветно, како што доликува за ваква литература, заедно со мојата колешка Данча Велов. Исто така може и она да каже нешто што сака да сподели со вас за оваа книга.
Да се подробно носа. Ќе почнам од крајот. Од твојот разговор од крајот, како што доликува на гешталт психотерапијата и како што доликува на Перелс. Како што пиша по мојот пост, ова е типична перелсовска работа, од збор до збор, вербатим, од семинар за сонови и длабока работа на себе. Меѓутоа, јас сум фасцинирана од феноменологијата на Хусерл и Роза додека збореше за контактот со кафето, не како што е полето, тука прочитав Italy's favorite coffee и ме потсети на моментот кога Роза зборуваше за кафето и колку многу таа си има сменето кога има почнато да се бави со проучување на гешталт психотерапијата, се вратив таму и тогаш. Бев и во контакт со Роза, меѓутоа повеќе бев во контакт со едно кафе во Италија со сопругот кога бевме и се купив една торбичка каде што пишуваше "Во кафето е вистината". Првиот мој семинар во гешталт психотерапијата ми беше со Мириам Тейлор, работа со жртви со траума, посебно физичко и сексуално насилство во фамилија, во потесното семејство. И тогаш сватив за кафето колку многу мирисот на кафе ме враќа тука и сега и е моја котва, како што би рекле во поливагалната терапија. Контакт со мирисот на кафе, контакт со шолјата кафе, контакт со кафето, контакт со публиката, контакт со себе. Токму затоа ја избрав на насловната, бидејќи насловната е парче кожа од личност. Ние сме парче кожа која е вмотана во нешто многу повеќе од тело, нешто многу повеќе од еден селф, нешто многу повеќе од еден карактер. И проучувајќи ја гешталт психотерапијата, убедов дека можеме да се креираме себе си. Не мора само асоцијативно да се однесуваме на стимули од надвор, туку можеме да предизвикаме една цела плејада на мемории, да создадеме нови мемории, да се родиме себе си. И тоа е што ме фасцинира кај Перелс. Перелс ги тера неговите ученици, неговите клиенти, само тие што сакаат да работат на себе, да се родат повторно, да се ресоздадат, не да се вратат таму и тогаш, не да простат. Ке видите, значи, не знам дали имате прочитано негови книги, посебно автобиографијата, не внимава на својот речник, меѓутоа внимава на тоа секој да се роди себе си. Неговите шлаканици, неговите шамари, се тоа што не враќа нас тука и сега. Понекогаш убавина бива со сила, бидејќи тие што се дојдени да работат, ако не сакаат да работат, им веде напуштате студијава. И затоа би сакала да прочитам нешто од книгава, што верувам дека Перелс сака да ни го каже нам и се уште важи. Од тогаш ќе видите, ништо не е сменето во заедницава. Многу ретко кој луѓе сакаат да работат со себе. Многу ретко кој останува да работи со себе. Многу ретко кој е спремен да се менува себе си. И Перелс вели: сакам да зборувам за сегашниот развој на хуманистичката психологија. Ни требаше долго време да ги разоткриеме сите срања на Фројд, со што сега влегуваме во нова и многу поопасна фаза. Ние влегуваме во фазата на иноватори. Иновација за инстант лек, инстант радост, инстант сетилна свест. Влегуваме во фазата на шарлатани и измамници, као јас да сум го пишувала, кои мислат дека ако измислат нешто ново, исцелен си. Целосно занемарувајќи ги сите барања за раст, занемарувајќи било каков вистински потенцијал, бродени од гени кај сите вас. Ако ова станува тренд, тоа е исто толку опасно за психологијата како и годишното децениско вековно лежење на кауч. Но барем штетата што ја претрпевме од психоанализата не му многу смета на пациентот, освен тоа што го прави се помраток и помраток. Но и ова не е толку одвратно како ова побрзо нешто. Психоаналитичарите барем ни носат добра волја,
Морам да кажам дека многу сум загрижен за она што се случува во моментот. И се уште е така. Замислете, това е пишувано 1900 30 некоја. Да, од прилика. Уште важи. Ние бараме инстант лек. Посебно сега со модернава технологија. Замислете, тогаш немале TikTok и Instagram, а не па сега. И вели едно од она кое што го имам против било кој што се нарекува себе си гешталт терапевт е моментот што користи техника. Техниката е само една алатка. Алатките треба да се користат само во екстремни случаи. Имаме доволно луѓе кои трчаат наоколу и само собираат алатки, па уште повеќе алатки и истите ги злоупотребуваат. И денес е така. Луѓето идат на секакви едукации, на секакви семинари, на секакви школи. Меѓутоа ретко кој може да допре до суштината на личноста, кој го слуша клиентот или само чека да се сети како беше во учебникот што треба да направи сега. Кое прашање требаше сега да му го поставам? Аха, и сега која диагноза? Аха, и сега според ова не. Ниту еден клиент која ќе дојде на терапија не ја разбира техниката. Они не биле на едукација, но го знаат што е тоа, не знам, дисоциација или деперсонализација или аха, сега си ти во дефлексија. Него му треба онака човечки да му кажеш или смени се или ке патиш, или нешто да се разбуди. И вели, овие техники, овие алатки доста се користени во некои семинари за сетелна свест или пак за радост. И тоа само толку за да ви покажа дека се уште сте живи. Во гешталт терапија ние работиме за нешто сосема друго. Видете, не вели со нешто, туку вели за нешто. Гешталт терапија е направена за човек. И работиме со човекот, не работиме со алатки. Затоа после толку проучување на терапија, посебно за работа со трауми, за длабинска работа, многу ја почитувам гешталт терапијата, ама токму онака како што Перелс ја работи. Јас сум фасцинирана од неговата директност и работа и мислам дека ни фала такви терапевти сега. И вели, тука сме да го промовираме процесот на раст и да го развиеме човековиот потенцијал. Не зборуваме за инстант радост, моментална сетелна свест, инстант исцеление, нема инстант радост. Или треба да запалиш патики, да се испотиш и да се сработиш себе си. 3 до 5 години треба минимум да се сработиш себе си, за да има резултати. 4 години работам на себе со 3 терапевти, па пак имам многу за работа. А не за една недела и со 2 сесии готово. Или пакет, дојде 5 пати и исцелен си. Не постои такво нешто. Процесот на раст е процес на кој му треба време. Не може само да пукнеме со прстите и да кажеме ајде сега сите да се радуваме, да бидеме радосни, ајде ние ова го можеме. Можеш да се запалиш ако сакаш свој ЛСД и да си направиш да ти убавко. Но тоа нема никаква врска со искрена работа на оној пристап на психијатрија кој јас го нарекувам гешталт терапија. Во терапија не треба само да преминеме преку играњето улоги. Исто така треба да ги пополниме празнините, дупките во личноста. Ова е израз на Перелс. Луѓето имаат дупки и не може ниту една техника да ги пополни тие дупки освен личноста сама. Од внатре, овие дупки на личноста на еден човек се пополнуваат од внатре, не од надвор. Ниту еден терапевт не исцелува клиент личност. Личноста се исцелува себе си. Ние само сме тука за да го слушаме и да сме му подршка, за да у случај ако падне, има каде да се обраби. Во терапија, исто така, повторувам, како и што веќе реков, ова не може да го направат иноваторите. Во гешталт терапија имаме подобар начин, но не е магична кратенка на патот. Не може да лежите на кауч или да одете во зен од едно 20-30 години, но мора да инвестирате во себе. И потребно е време за да се порасне. Навистина е потребно време за да се порасне. Потребна е секојдневна работа, како што каже и Розе, секојдневен контакт со себе, секојдневен контакт со клиентот. Сите идни терапевти мора да имате прво контакт со себе, за да знаете како значи да имате контакт со клиентот. За да може ова да се направи, постои само еден начин, да се биде вистински, да научи како да има секој свој став, да развие собствен внатрешен центар. А Перелс
Посебно исто во автобиографијата збори за тој центар, дека многу луѓе имаат недостаток на центар. Не само што немаат очи и уши, туку немаат и центар. Да ја разбере основата на екзистенцијализмот. Розата е роза е роза. Јас сум она што сум и во овој момент не можам никако да бидам поразличен од она што сум. Ете, за ова се работи во оваа книга. Ја представувам гешталт молитвата, можеби како насока. Таа молитва, како што и Розија прочита, ќе повторам, пошто е многу битна. Ова навистина е молитва за раст и развој на личноста. Како што кажа и Розе, и како што каже и Терос, јас си го правам моето, ти прави си го своето. Не сум дојден на овој свет за да ги задоволам твоите очекувања, а и ти не си дојден на овој свет за да ги задоволиш моите очекувања. И ако сосема случајно се најдеме еден со друг некаде на средина, прекрасно. А ако не, тоа е тоа. Не тоа жалното, тоа е тоа или така треба да биде. Туку на храброто, од внатре, од центар, тоа е тоа. Секој може да си го најде својот центар и секој може да се исцели себе си и секој може да се најде себе си и да стане роза. Само дали ќе ги гледаме латиците на розата или трњата, тоа зависи од нас. Со што ќе бидеме во контакт, тоа ќе пораснеме. Баш да се биде во центар, да се има центар свој, значи да не одиме цело време во крајностите на нашите поларности. Секој може да биде и многу паметен, а и некогаш баш глупав или да наивен или да биде од една крајност во друга, но тоа не значи дека треба да му ставиме етикета. Не значи дека треба да го прогласиме за таков. Туку само како еден настан во едни околности бил таков некој, но во други околности може да биде сосема друг. И кога си дозволува некој да се дефинира себе си како флексибилен, а не како цврст карактер, тогаш веќе оди кон зрелост, веќе оди кон свесност. И токму зрелоста е исто тема која се коментира во оваа книга, каде што Перос кажува дека зрелоста е одраз на тоа колку сме во состојба да се прифатиме себе си такви какви што сме, да ги прифатиме сите наши слабости и доблести што ги имаме, се што си е наше, со се што си носиме, да се прифатиме себе си и веќе да почнеме да ги користиме своите капацитети многу повеќе отколку да имаме очекувања од другите дека ќе бидат тука за нас. Многу повеќе да се ослонуваме на она што е наше, наши квалитети, отколку да го вшеруваме прстот кон некој друг таму дека тој прави проблеми, тој ако се смени, тогаш мене ќе ми биде подобро. Ако ти смениш нешто во твоето однесување, тогаш ќе функционираме подобро. Ако ти смениш нешто, ако ти кажеш вака, ако ти направиш вака. Ама, како викаат, еден прстен натаму, три се на кај мене. Тоа што значи дека треба да видам и јас што правам, што можам и јас. Не само што очекувам од другиот. Има терапевтот. Гледавте еден спасиме. Па, добро, да, тоа е многу честа позиција со која очекувања, да кажам, со која доаѓаат клиентите, најчесто како што одат и кај имат лекар кога ги боли глава, грло или било што и очекуваат дека и кога ќе дојдат на психотерапија, терапевтот ќе им даде нешто во смисла прави 3 пати на ден вака или проблемот се решава во 5 чекори, треба прво ова да направиш, после ова, па ова и веќе нема проблем. Барем во гешталт терапијата не е така, напротив, одиме не само кон тоа да видиме каде е проблемот и кои се симптомите со кои доаѓа клиентот, туку да видиме која е причината и зашто му користи тој симптом со кој доаѓа. Секогаш
да видиме треба и што е во позадината, што има такво значење има било каков симптом. Значи сите психосоматски заболувања се резултат на некое психичко страдање кое траело веќе долго време. Па почнало и телото да зборува наместо нас. Почнало да кажува нешто наместо нас. Кога се манифестираат телесни симптоми од типот на мигрена, на висок притисок, на диабет, на несоница, на еден куп други, гастритис можеби. Се се тоа симптоми преку кои телото зборува наместо нас. И ако само пиеме некакви апчини за да ги санираме тие симптоми, не сме го решиле проблемот. Бидејќи утре треба ново апче да напиеме за да го снема симптомот. Затоа во гешталтерапијата секогаш се насочуваме кон пронаоѓање на причината од каде потекнува тој проблем, без разлика дали е здравствен, телесен или пак некој психички, во смисло на депресивност, анксиозност или панични напади или што и да му се случува на пациентот, клиентот, секако дека има некаква позадина на тоа. Не е нешто што треба само да го снема. Не е нешто кое треба, ако може да имаме магично стапче и да замавнеме, нели, и да го снема проблемот. Туку да видиме зашто користи тој симптом и во многу ситуации кога човек дома и никаде и да не може да каже не може да се спротивстави, секако ќе има некакви притисоци, последици, некој ќе се наљути, некој погрешно ќе ме свати, па подобро е ако јас кажам дека ме боли глава и тогаш не морам нешто да правам. Или ако имам изговор за некој телесен симптом, веќе знам дека имам оправдување зашто јас нешто не морам да правам и тогаш имам пред другите што да кажам, наместо да кажам дека нешто не сакам. И ова е најубавиот дел во гешталт психотерапијата, кога ќе дојдеме до овој момент и кога на клиентот ќе го известиме дека ние не сме тука да му помогнеме и дека нема да соработуваме со него, се додека тој не почне или таа не почне да соработуваат со нас и кога ќе почнеме да правиме истражувања, експерименти, домашни задачи. Најубаво нешто од гешталт психотерапијата, зашто ме привлече да ја практикувам, да ја применувам, е токму ова што Роза сега го кажа. Ние не му помагаме на клиентот, туку го поттикнуваме да е искрен со себе си, да престане да се залажува, да престане да се лаже себе си околината и да научи да каже не и да научи да каже да, ама сам тој, кога ќе е спремен, преку единствено нешто што му даваме е безбедна зона каде што ќе може да се најде себе си, да биде розата која е. Гешталт психотерапијата остава простор за личноста да се разбуди, да процвета пред нас, без да силуваме било што, со експерименти, со истражувања. И не е само како провокации и фрустрации. Баш терасовски. Мислам, јас многу сакам да ги нервирам клиентите, онака баш да ги провоцирам, за да пукнат, за да конечно експлодират. Бидејќи посебно македонско општество е, не знам, имаме некој тертип на ќутење. Што ќе кажат комшиите, ај само за мир у куќа. Мир никогаш нема ако не знаеме бар малку да си го извојуваме мирот. И токму провокацијата е умилена техника на Перелски. Видите во книгата колку многу убаво, тактички, во точното време, на точната личност знае што да им каже. Ама тоа како што објаснува и на неговите ученици е искуство. Не работи од вчера, работи години, работи интуитивно, работи со контакт. Јас ако додека читав книгава можам да го замислам баш онака Перелски, филмски, на неговата столица како седи и овака баш во очи го гледа. Клиентот и го нервира од сршта, мислам онака баш ужива да го нервира и тоа е нешто што пали. Бидејќи имаме другари, имаме пријатели за да не тапкат по рама да речат ајде не се секирај, секи ред, ништо не правиме со ајде не се секирај. Треба да се секира.
Личноста треба да се секира, треба да се нервира. Ние, убавината во гешталт психотерапията е што немаме негативни позитивни емоции. Имаме емоции кој како ќе ги користи. Пријатни и непријатни. Да, или ти е пријатно, или не ти е пријатно. Ама токму и непријатните се пријателски за нас. Значи, не се нешто што треба да се избегнува. Напротив, тие се само показател дека нешто не ни се допаѓа, имаме потреба да го смениме. Нешто сакаме да направиме во врска со тоа, или да кажеме не, или да ставиме граница некој. Не, дури да испцуваш некого. Замислете која е таа слобода кога имаме еден на еден индивидуална терапија, па дури и групна едукација, каде што од менторката, од некоја личност што ни е авторитет, ни е дозволено да испцуваме некого. Дали е родител, брат, сестра, сопруг. Знаете која ослободување да кажеш што мислиш конечно пред некого и да не те осудуваат. Тоа е тоа што ми се допаѓа во гешталт психотерапијата. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Ако се нервирам, да се нервирам и да не ми е забрането да се нервирам. Ако се лутам, да сум слободна да се лутам. Тие се емоциите. И тоа е дозволено. И тоа ослободува. The truth shall set you free. Мислам дека Перел знаел што значи дека вистината ќе те ослободи. А која вистина? Собствената вистина. Ако си луд, си луд. Ако ти се плаче, ти се плаче. Ако си несреќен, си несреќен. Ако сакаш да си депресивен, слободно биди депресивен, врати се, дај ми фидбек, колку ти убаво. Кај што кажа Розе, зашто ти служи депресијата? Заради нешто си ја сакаме. И во рете, се додека ти служи. А ако веќе не ти служи, дај да видиме што може на поинаку. Без сила, без форсирање, без обвинување. Најмногу нешто што му треба, особено на македонскава популација, уште е на критика. Уште некој друг да те обвини. Така, а за да биде оваа книга баш вакава, освен што ние се потрудивме, тука се и нашите спонзори, кои редовно ни помагаат и многу сме благодарни за тоа. Еден од нив е и колегата Фике Гаспар, па ако сакаш повели да се обратиш нешто и ти да споделиш. Тука седиш, повели. Добро вечер и од мене, нажалама, накаде го подместим само. И слушнавме преобавите зборови од Данче и од Розета. Они малку повеќе збојани од професионален аспект за гешталтот, за психологијата, ете за делото на психологот. Јас би кажал малку повеќе од аспект на моменталната наша ситуација, која што е доста актуелна во однос на нашата сфера. Јас веќе 10 години работам со психологија, со психолошко советување, сум имал можност да водам и одредена фирма која што дава такви услуги. Сега во последно време сум и дел од факултетот, каде што е Розета и Данче, каде што е студент. И во сите овие години знаеме дека Македонија е релативно мала, посебно кога се работи за некоја сфера, тие се луѓето кои што работат во неа. И баш заради тоа што се работи за мал број на популација, иако наведено не изгледа дека се многу, сепак кога ќе видите во одредена сфера, посебно сферата на психологијата, сепак се работи за многу мала бројка на луѓе, иако поголем број завршуваат, мала бројка на луѓе кои што работат оваа професија и кои што работат просветено, а уште помал број за луѓе кои што го зимаат своето време и својата енергија и својот труд го вложуваат во тоа да малку на пошироката јавност успеат да и донесат некаков бенефит од својата работа. Нели секако во однос на сеансите и во работата, и двете авторки знаете дека имаат своји центри, дали би окей да ги кажам така, или своји советувалишта на свој начин кои што работат со корисници или клиенти, зависи како ги представуваме, но оваа работа која што тие ја прават е
многу ретко застапена кај нас, уствари влијание на малку научно-едукативниот дел, кој што секако мислам дека е најдефицитарен во нашата сфера. Гледам за жал дека и во контакти со другите и дека и другите професии е така, но исклучително многу во нашата сфера. И двете се доста, би се земал за слово да кажам, успешни и доста ги познаваат работите во работата што имаат и одлуката баш овој психолог да го разработат е значајна за нас, кои што јас гешталт не работам, имам колеги многу кои што работат гешталт, но е доста значајна и затоа ефектот кој што го имаат овие преводи, ствари овие трудови, кои што ни ги носат се исто така доста значајни. Ова е мојата втора, честа имам да бидува моја второ дело кое што можам малку да го подпомогнам, за да можат авторките да можат да продолжат да носат дела. Првото беше пред, мислам дека има некои 7 или 8 месеци. Да, и значително брзо е кога се работи за ваков материјал кој што е доста стручен, кој што ни доаѓа на друг јазик, кој што не е мајчин, да се сработи и покрај тоа што јас лично ги познавам авторките и знам се друго што работат во своето време и што се трудат и што постигнуваат. Ги знам и некои од проектите кои што ги работат, на колешката Розета, пошто сме колеги овде на факултетот, ги знам ефектот и од студиите кои што ги имат, но исто така и знам дека има доста резултат тоа што го работат во своите приватни пракси. Така да, се што можам да кажам е дека сум баш ми е чест што ја имам можност малку да помогнам во тој аспект и ви посакувам на двете да продолжите. Ефектот на нашава професија и општо на интелектуалните професии, посебно на вакви специфични професии како што е нашата, се гледа низ делата кои што се направени во текот на еден живот, можеме да кажеме дека двете колешки, така би кажа, и авторки се веќе во текот на својот живот и на својата кариера доста се вклучени, доста работат и нивните дела покажуваат и сега и имаат ефект, но ќе се покажуваат и доста понатаму со текот на годините, затоа што како што сум јас запознаен дека овие се први дела кои што ги имаме ние такви како што се преведени и кои што се слободни да може малку пошироката јавност да ги користи и секој што е заинтересиран. Така да ви благодарам што се обративте до мене, да можам да бидам дел од овој труд на свој начин и посакувам да продолжите така да работите и да имаме многу повеќе дела, авторски дела, кои што ќе можат нашиот народ и нашите професионалци да ги користат и да се помогнат. Благодарам. Благодарам. Баш така, ова е нешто што е трајна вредност и што ќе остане за следните генерации. И ми е драго што имаме можност да придонесеме кон тоа да има што повеќе литература која ќе биде достапна за сите, па и не само студентите по гешталтерапија, толку и за секој што се интересира за оваа тема. Може би на некого ќе помогне за личен раст и развој. Добро, па веќе 1 сат сме тука. Јас би ве поканила на коктел овде, нешто да се послужите или да ги разгледате нашите книги кои до сега ги имаме издадено. Ги има тука, имаме поне, исто на присутните да споменеме исто со Роза, дека ова е тек почеток, као што кажа, ќе ти благодарам, и јас верувам во нас, и јас знам колку ни фали литература, посебно како автор и како особа што ужива во мириста на свежи испечатена книга, да тек почнуваме и со сопствени дела и со преводи. Мене ова ми е 6-та книга,
а трети превод заедно со Розе и I have just begun. Ние ќе бидеме на сајмот на книги, јас и Розе, на свој штанд, каде што може да споделите исто со сите наши дела, исто ќе бидеме таму. 6 дена, добре дојдени сте сите, чисто и да не видите, да направиме некоја фотка, да купите некоја книга. Читете книги, купувајте книги, леп не ви бараат, ама ќе бидете попаметни со малку пари и со малку време. Може да се сработи човек преку книга, како што кажа Роза, навистина може, посебно ако книгата е добар превод, а јас и Розе како гешталтисти преведуваме гешталт, психотерапевтска, едукацијска книга и мислам дека ја погаѓаме сршта. Колку повеќе се едуцираме во гешталт психотерапијата, во психологијата, толку сме подобри и ние растеме со секоја книга и ние го запознаваме Перел со секоја книга и се запознаваме себе си и трудовите ќе ни стануваат се подобри и подобри. Детува. Да, и нема да престане. Партиски. Фала ви на сите за вашето време. Знам дека времето е драгоцено. Фала ви.